Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега Локвенец, прво да констатирам дека имавте исклучително нихилистички говор. И ајде да почнеме со ред. Значи, во вашиот говор ги негиравте сите институции во државата. Не чини Уставниот суд, не чини председателот на државата, не чини ова собрание, ниту една институција во државата за вас не чини, не функционира. Кој чини? Само вие. Само опозицијата. По ваше мислење, само опозицијата чини во државата и нешто работи добро за државата. Нормално е така да размислувате, но дали сте се запрашале што размислуваат граѓаните? Рековте дека председателот на државата очекува да биде почитуван. Нормално дека очекува председателот на државата да биде почитуван и велите дека тој не го почитува собранието затоа што денеска не е присутен. Јас ќе повторам и ќе кажам дека председателот на државата нема обврска да дојде во собранието, но една друга институција, Катица Јанева, имаше обврска да биде присутна овде во собранието, кога го донесувавме, односно разгледувавме нејзиниот извештај и ме интересира вака вашето мислење како сериозен политичар, нели, кој е вашето мислење за неприсуството на Катица Јанева во собранието и згора на тоа, не само што не присуствуваше, и мене, и вас, и сите нас, госпоѓата Јанева си дозволи да каже пред целата јавност дека ние, собранието на Република Македонија, оние кои што и го дават легитимитетот, не сме легитимни. Замислете која иронија. Ништо во вашиот говор по однос на тоа прашање не кажавте. Ги спомнавте протестите. Почитуван колега Локвенец, причината за граѓанските протести, односно за така наречената шарена револуција, се 6 милиони евра истурени пари од фондацијата Сорос. Јас верувам дека таму во тие протести има и граѓани незадоволни, но единствената причина се 6 милиони евра истурени од Сорос. Не знам дали се сложувате по однос на ова прашање и дали ги поддржувате ваквите антидржавни протести. Ова се антидржавни протести. Благодарам, господин Локвенец.